Тетово. Тетово на нашите предци. Тетово познато и непознато, завеено во минатото со дремливиот здив на времето. Волшебно е огледалото на животот. Помислата на некое друго време, исполнето со платонски особености, е далечно ехо од наивните свечености на младоста. Топли, безценети спомени на нашата младост. Тетово изгубено во стварниот лик, но силно врежано во нашето паметење, како вечно канделце што осветлува скришни места од нашата тетовска душа. Како препокриена стара слика на нашите сликари. Се сеќаваме на она што беше, за да го имаме тоа што се уште го има, да ја забележиме трагата со цврст допир со иднината. Нашето тетовско огледало е за нашиот лик пред собствениот град, за нашата внатрешна убавина, зашто каменот е најубав, најпостојан и најмногу тежи народното огниште. Францускиот патеписец Ами Буе, кој го посетил Тетово во 1838 година, во своите записи пишува дека Тетово во тоа време било мало градче со 5000 жители. Нешто подоцна германскиот ботаничар Гризебах забележал дека градчето Тетово брои 7500 жители. Во пишаните документи може да се пронајде податок кој зборува дека на крајот од 19 век Тетово броело 19200 жители и било развиен стопански, административен и културен центар на Полошката котлина. Развојот на Тетово главно се должи на развојот на занајчиството. Економското издигнување овозможило брз развој на духовниот живот, на просветата и културата. Се јавуваат првите училишта, се создава културната традиција на градот. Во исто време се развива црковниот живот, при што високо место зазема ликот на Кирил Печиновиќ Тетоец, кој представува истакната личност од македонското просветителство и книжевност од 19 век. Во македонската литература е забележан како автор на првите стихови во зародишот на уметничката поезија, напишани на епитафот од неговиот гроб во манастирот во Лешок. Во првата половина од 19 век започнува брз развој на занајчиството, со што се овозможило и развој на просветата и културата. Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој во Тетово учителствувал во 1854 година, во еден напис до Цариградски весник, напишал дека во Тетово се правеле најдобрите пушки, пиштоли и ножеви. Во пушкарските работилници на опијаната река Пена, на јазовите изведени од неа, се изработувале на далеку прочените пушки Мартинки. Податоците зборуваат дека на реката Пена работеле 50 пушкарски работилници со околу 120 мајстори. На крајот од 19 век и почетокот на 20-тиот, Тетово бележи брз подем како развиена градска средина, трговски занајчиски центар во поширокиот регион.
Аз от тогаш го сакав филмот, во Кино Лешковиќ се даваа каубојски филмови. Например, ако беше Динар, тогаваше картата, ова се случува пред војната, 40-та година, 39-та, кога малку пркнахме, он ќе ми даде 2 динара. Леве беше да купите семки, беше под достоинство, купете сладолед, велеше. А оваа крст, многу ми е драго, што едно вако споменик на нашата црковна култура, воопшто на нашето постојање, што сум баш во оваа црква крстен. Толку години поминане, кажувам што моите предци имале каде да се во место да се молат. Идеме. Во денешната емисија документарниот серијал Тетово на мојата младост гости ни е познатиот македонски филмски, телевизиски, театарски режисер Бранко Јовановски Гапо. Веројатно многумина од вас и не знаат дека господинот Гапо е роден тетовчанец. И ете, ние денес сме тука, заедно со нашиот Бранко Гапо, да поразговараме за неговите спомени, односно за Тетово од неговото детство, за Тетово од неговата тетовска душа, за спомените од минатото, но и за чувството да оставаш траги во уметничкиот живот на својата земја и да бидеш препознатливо име во националната култура и уметност. Во енциклопедискиот именик на познати личности од Македонија, господинот Бранко Јовановски Гапо пишува дека е роден во 1931 година во Тетово. Дипломирал на филозофскиот факултет во Скопје. 50-тите години од минатиот век ги режирал првите своји документарни филмови, меѓу кои позначајните му се Птиците доаѓаат, Граница, но и ред други. Се подпишува како режисер на повеќе долгометражни филмови, меѓу кои Денови на искушение, Најдолгиот пат, Време без војна, Времето води, Најдолгиот пат. Господине Гапо, добре дојдовте во документарниот серијал на телевизија Кис Тетово на мојата младост. Споменав јас, запиша под името Бранко Јовановски Гапо. Вашето презиме Јовановски? Затоа на мене прво ми е драго што се наоѓам овде, малку ме раскаживте, што стариот човек глупее помалку и станува сентиментален за нештата. Меѓутоа, кај мене ова не е сентименталност, колку што е едно сеќавање, зашто ќе ви кажам за ова два вреста, за ова црква, Пепената ви кажав дека каде што сум крстен, ова дојде сосема спонтано. Јован Дамјановски, познат ваш автор на романеската литература и на драми, се видовме во клубот кај Јоле. Јоле е место, спорталиште, каде што сите генерации се сретнуваат. Јас не се знаев со него, не професор, истакнат човек, многу ми го пофалија и сега ќе имам чест и да го прочитам. Oh
Немам ни еврејско, ни ерменско, ни било какво друго порекло. Јас сум по татко македонец од македонска фамилија. Овде се дојдени, како што ви реков, некаде почеток на 17 век, Султан Селим, големите седли, тоа значи 400 и кусор години, не е малечко време. Во времето, како дете, таткови, ерменци дошле од Солун при онија прогроми изборувале грчки. Видите, ерменците, властите се подшируваат на мнозинството и го зборуваат тој јазик, макар што дома зборуваат на мајчиниот јазик и тепале. Агапи, агапименус, агапо, нали? И татко ми бил личен, јас сум од лична фамилија. Почеле да викат се агапо, агапи, агапимену, во Тетово. Не дај Боже да ти прикачат нешто и најгрдо како прекар и ке ти остане од кога ги обрачуше 2000 години потоа. И така гапо. На еден час по математика професор Марковиќ, татко му на Дарко Марковиќ, беше голем пријател со татко ми, му вика, Бранко, стани, вика, професоре, сега школа ме испитавте. Тоа на крај на четврти клас матура треба да се полага 300 чуда, се е повторно математика кој ќе учи. И вели, па вика, а преводите немате ве во Тефтеров? Па викам, јас сум професоре на Јовановски. Ма вика, ќе одам ке мајстор Гиго да му кажам, кој ве знае вас, вика, како Јовановци. Татко си го викам Гапо, ти се викаш Гапо, а мене никој по име, освен интимните, не ми рекле Бранко. Освен од фамилијата и некои другари што гласот го препознавам. Тоа е до ден денеска. Идам мојот внук Марко да го земам од градинка, тука во центар, до Јосип Броз гимназија, и велам, ве молам полево да го земам, вика, господин Гапо, вика, немојте друг пат вели тоа да правите. И децата заврши часот, после може да ги земе. И сега јас велам, Марко, кажувам, она влегува внатре, вика, Гапо, дојде дедо ти. Така што, мојата ценета сопруга, Цветанка Гапо, има многу проблеми кога некој бара Гапо, зашто има сите се од таму е прекарот. Инаку, ќе ви кажам од каде и Јован Бутика во енциклопедијата го стоел Ивановски. А мојот татко беше инеет. Ако нешто сака, го сакаше, ако нешто вака го одбрише, почина на 85 години не зеде пензија. Сега дали ќе го сметаш малку шутрак или достоинство некој чудесно, тоа е прашање за пошироки моабети. Само што знам дека сите мои другари, пријатели се му дојдоа на погребот. Кога доаѓа ослободување и доаѓа од војска, да извади лична карта, да му напишуваат од бугарско Иванов, Ивановски. Вика, ја не сум Ивановски, јас сум од Јована. Од дедо, прадедо Јован, јас сум по Јована. А дојдоа бугарите, не трпат Иван, Јован и не прекрстија во Иван. Татко би со својот чудесен карактер не дојде во Тетово да земе од оноа и ни дадоа лични карти на Ивановски. Од случката со професор Марковиќ отидов кај татко ми даде, бев млад, нали, 16 години колку имав, татко ми даде дозвола да поминам на Гапо и кога се оженив, јас сум Бранко Гапо од попска фамилија Јовановци.
после многу години денес повторно сте во Тетово. Како го носите родниот град во спомените и како го видовте денес? Да ви кажам, многу возбудено. Оде сме пред куќата, тука сум роден, ми кажуваше мајка ми Анđа оваа соба. Од десна страна магло. Тоа е голема куќа, си има многу простори, во тоа време и тоалет и друго ставиле вода унатре, со на времето дали тоалетите биле во двори. Сето тоа. Гледам сегашниот газда, гледам, не ја држи многу. Утре задутре е Великден, се фарбале куќите, малото се беше вака. Сакам да ви кажам, се чувствам пријатно за овој дел кој го гледам, ја гледам сликата на Смилјовата фурна. Имаше тезга. Тука мајките носеа на печење леп, тави, нали, печено месо, со компири и така натаму. И што е најбитно, младите од 15 години натака, овде се собираа во Смилјова фурна, пеја стари, многу убави македонски песни, а за тоа и еден голем македонски композитор од овие крај што ми зборувал се сеќава, и беа многу напредни луѓе идеа. Од нив стана мнозина и народни херои во Ново Питака. Меѓутоа, студираа во Белград, во Загреб, меѓутоа, центарот на собирање од Два Бреста нагоре на младината беше на младите момци овде. Веројатно, што овде во комшилук имаше многу баби девојки. А овде беше чешмата и навечер се идеше на вода кај оваа чешма со бардаци, со ѓуѓуми, како се викаат на стетовски, не знам. Така што мало кој што излегува доле на бунар, со сите, ова ме пријатно ме вознемирува и не можам да речам дека не го препознавам Тетово. Иако одамна не сум бил, дека не го препознавам Тетово. Се разбира, скрадени нови куќи, нов начин на живење, а и во тоа е промена на животот и промена, нали, на времето што го носи кај секој човек. Во секој случај е пријатно да доаѓам почесто во Тетово, би требало. Тука, на Два Бреста, доаѓавме и игравме пишои. Дали знаете што е пиш? Тоа се, иначе од цела Македонија се вика джамли, така. И овде, во овој крај, имаше такви джамлиджи, абе ќе купам 10 джамли и ќе ми ги ќалат. Никогаш во живот не сум ќалил. Тоа доаѓавме со Черенко Дуле, со некои други пријатели кои што станаа потосно истакнати стручњаци. Така што овде тука имаше една бакалница и братовчетка ми Верка живееше и замислите на 60-те години на незината свадба ја и бев кум. Така што ми е драго што започнавме од овде да снимаме, зашто има нешто што е чудесно, што сега ми се раѓа. Домородството. Ама не е во смисла само онака како што Гане Тодоровско кажува, мислејќи на цела Македонија, мислејќи на се она што е домородно. Домородство е за мене сега ова Тетово. Нешто во кое што без да сакам, мојот внук Бранко, што го носи мојот им на 10 години, кога го прашуваат од каде си, а он вика, моето потекло од Тетово. Тоа значи традицијата
на местото домородно од каде што јас живеам. Моите се овде од некаде од 17 век. Биле попови, лекари и кројачи. Најдобри во занаетот, попови знаете што се, лекари знаете што се, а кројачите биле многу добри и работеле многу добро. Ова е подсетување дека во Тетово знаел и знам дека не живеат само македонци. Сум знаел дека живеат тука и албанци. Дедо ми ги викаше арнаути. Ништо тоа погрдо не беше. Знам дека овде имаше рисјани роми. Направи филм за нив, Амесијан Будрома, нас циганите не има многу и така натаму. Како што се кажува на македонски, сето тоа паметам дека моите живеја со една љубов, со едно сакање, еден малски живот во кој што имањето знаеше да помогне едно на другому, а немаштината исто така спонтано да се дели. Со ова се сакам да кажам дека ми е голема чест што Јован ве повика и што сум сега со вас. И малку би требало ше да мрдеме на други места. Овде лево ке што е музејот, од наша десна страна нагоре, е сокачето во кое што живееле алачевци. Таму се наоѓала куќата на мајка ми. Ајде, Калк! Калка нас! Ајде, станувајте! Станувајте! Чаушот рече да ве носиме в град. Кој има пари да си купи нешто? Ти! 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 И ти! Дешки шибираския. Купи нешто. Не, ти ја, ама за мене купи. Ајде, купи. И пуле, не кревајте лазанката. Ајде побргу. Одете и не обрнувајте се назад. Право колонитот, одесно. Трчајте, трчајте, брзо. Негативот, нешто земјата панче. Пред да почне некој ден пред тоа, Борис Дворник ме прашуваше. Сега не бејат на нека обавина, да се сетвате пред на чаша вина. Па и биде, нека бидат и 5 без 5. Проштевајте што не биде до втора. Ви донесов овде во прекрасен наш духовен храм во Лешок. Еве овде се наоѓаат гробови на мои предци, дека ми е лесна земјата. Ми е драго што седиште да ево до Велата црква, тука е старата црква, веројатно ќе свати вератака. Ми е драго што ме донесовте овде. Токму кога сме тука во Лешочкиот манастир, едно прашање токму кој што се однесува на вашиот портрет, во кој што е доминира оној препознатлив тетовски дух. Што чувствувате најмногу како може да се нарече нешто тетовско, како израз на традиционалниот тетовски живот, на фолклорот, нешто за лично препознавање во минатото, сегашноста на вашата иднина? Господице, мислам дека тука е голема улога игра посвеста. Некои од тие познавачи на моето творештво и опште едно на што сум го работил, дали, тврдат дека спиритуалното, духовното, ликовната фактура на моите филмови, играните филмови е апсолутно застапена. Например, присутноста на боите, на црната, на црвената, на белата, тоа е дел од таа созвездие на нашето живење и доста
во кадрирањето да има сакрален друг. Тоа значи, не знам колку тука не може човек да се фали, колку во свеста играла. Јас имав како за семинарска работа од професорот покоен Гојвав Прличев. Би се чини дека доста така време му посетив и еден добар и здрав однос кон тоа. Овде имам снимено, таку имам снимено Лето Господово 2, документарен филм. Не црквата како духовно богатство само, како богатство на верувањето во чудото, во постоењето задгробно, во оно што не поддржува во воли и неволи во современиот живот, туку и за нештото што се движат околу црквата, со суеверието, со примитивизмот, со барање од човека дека ако овде стави конец околу црквата ќе му се роди дете и така натаму и така натаму. Тоа направи два филма, се велат Лето Господово 1 и Лето Господово 2. Лето Господово 2 на празникот на манастирот. Два пати доаѓав, го снимив и прекрасен народ и многу убав народ живее овде. Така што во моето творештво е присутна традицијата. Меѓутоа и односот да најдам врска, нарочно во играниот филм, помеѓу оно што е минато и што оно денеска ни е или што ќе биде друго. Да не подсетува. Ние не можевме да го направиме тој скоковит огромни скок за 50 на 60 години во уметноста, во културата, ако не беше нашата традиција која што пред нас веќе постоле во 19. век, нашите предци, почувајќи од овде, од овој манастир, да ја создаваат. Така што тоа го има и во денови на искушение, го има и во најдолгиот пат, во Лабин и Дорјана. Нештата се свржуваат и создаваат целина за единката, ми се чини дека единката се поврзува во едно општо на повеќе луѓе, на повеќе разбирања и сакања. Но сега ние дозволуваме во црквата се пее. Тоа пеење во црквата во овој празен простор денешен, како да се исполнува со безброј луѓе што овде доаѓаат да се веселат, да играат урово, да се заљубуваат, да се сакаат, ноќе да се кријат за држава, да се љубат, до се оно што представувало низ вековите не случајно испеана Срдиса Лелишовскиот манастир и на игуменот му ги кршеле ноктите што ги криел комитите. Со тоа на Тетово, на целиот овој регион, на цело со овој манастир, никогаш не може да му се желбата за самобитност, за постоење, желбата за општо докажување домородно, што велат, за прогрес на нашата нација не бил неприсутен. И што е најбитно, овде живее и ке живее племенит народ што не мрзел други народи. Низ вековите што минувале. Потврда за тоа е и овој манастир каде што се наоѓаме. Видите, во многуте филмови што сум ги направил, во радиодрамите, во телевизиските играни работи и во играните филмови, едно нешто е присутно во
Ево, денови на искушение, во најдолгиот пат, во луѓе време води, луѓе под сува планина, во време без војна, па и во македонска сага, присутна е црквата. Присутна е религијата на начин, бидејќи таа некако не одржувала. Ако пушите еден инсерт, има еден убав покојниот Шишман Ангеловски, кога починува во пустињата, кај што ги носат 2000 километри подалеку од Македонија, умира во пустиња и на свештеното лице, тоа е единствен гроб. Они од повеќе стотини стигнуваат во Дијарбекир 340, а единствен гроб што ви гледаме во филмот што му прават, тоа му прават на попот. Сега ќе ме прашате зашто. А ја не знам да ви одговорам зашто, затоа што некако тоа е представен на нешто што му е духовно материализирано преку некој збор. Човек кој што рекол и јас сум солив на оние што ги осудувале на Јузбир. Јузбир е на 101 година. Па да талко од овде 5-6 години се до Дијарбекир. Истото тоа е во македонска сага. Свештеното лице во манастирот Свети Јован Бигорски. Многу добро Петре Темилковски ме го игра. А очаца го игра Ветло Јовановски. Тој вели вака: ние сме муслимани, меѓутоа сме македонци. Ние, вика, не сме само, вика, земени од некој циркус за песни и за ора и за убавиот македонски. Току сме чисти македонци, само што имаме друга вера. И Петре, која му доаѓа таа муслиманка заљубена во ѓаур, во Каурин, учител, која доаѓа, Петре слично и вели: во вас душите, духот ќе ви се спои, снагата ќе ви се спои. Нали? Меѓутоа, мислата на верата ни е на расстојание огромно. А може би двете вери проповедаат човекот да биде и си едната и на другата страна. Тие работи, кога влегоа во сценариото со покојниот Симон Дракул, и кај него кај мене не биле од тоа барање на функција или оправдување. Посвеста, приказните и настаните, кога некој работел на фреските, па некоја муслиманка се заљубила, он отишол во друга црква да работи, се фрлило од мостот. Таа легенда приказна, преточена во расказ кај Симона, најде кај мене место да биде во сценарij, потоа во готов игран. Морам да кажам дека документарното творештво му е современо. Многу малку и по нарачка имам направено за документарни филмови за минатото. Имам и неколку работи недовршени. Зашто оно што го открив не се согласуваше со оно што е званична историја или пишување. Современите мои документарни филмови функција имало живењето, социјалниот проблем и нештата што создаваат интимни. По тоа што е најбитно, што гледачите не знаат. Голема е мојата врска со македонската литература. Дел сум денеска што сум овде е тоа што Јован високи припаѓа на првата класа на македонските вредности на македонската литература. Мојата врска со македонската литература е стварно голема. Во моите филмови има многу адаптации на литературни дела. Истрел е по Пролетта на Сомоников. Нали? Најдолгиот пат е по записи на Чамилов, преточени преку литература на Петре Андреевски заедно на сценариото. Така што мојот однос
и моите пријатели од литературата се составка во правењето на визуелното. Се разбира, пишаната збор, ако ја преточиш во слика директно, нема да направиш тоа што треба, нема што да го гледам Војни и мир, кога можам да го читам. Авторот треба да направи самостојно визуелно дело. Како роден тетовец, имавте ли можност да снимате во родниот град и воопшто со кои луѓе најмногу соработувате? Кажам, срамно е, ама срамота ако побарува извинување, понекогаш е помал срам, нали? Не барам извинување затоа што не ми се даде можност да го направам радиовце по Јован Павловски бутика. Се беше спремно, играм филм за настани од крајот на војната, еден прекрасен роман, го препорачувам. А он има и повеќе изданија, еден од врвните современи романи на македонската литература од Јован Павловски бутика, и пред снимање филмот го запреа. Тоа беше едно малку налуничаво време, 80-те години, околу смртта на Тито, кога секој мислеше дека е војвода. Меѓутоа, јас овде имам сликано, дока реков, документарен филм Проштевање 2, Лето Господово 2, а овде по текст на Бранко Пендовски, познат наш драматург, писател, од Штип, ја сликав драмата Делба. Меѓу глумците, пак да го повторам, ми беше и Панче Кавших. Во филмот, првиот мој филм по сценарио на Славко Јаневски, го добив на конкурс, туку што завршив факултет, имам 20 години, во Птиците доаѓаат, главна улога. Сите беа изненадени во Скопје, дојдов во Тетово, го видов навечер во кафеана, пееше. А викам, овој некој актер е, што може се беше, викам, добро пие, добар работник е во банка. Придов, викам, може да те ослободат, викам, 2-30 дена да бидеш со мене, каде? На Дојран. Има тамо риби? Има. Доаѓам. И би направи прекрасно лога. Сега ќе го видите. На друго место дали Панта играл, не знам. Сега ќе ви кажам, Ненад Стојановски е исто од овие краишта. Крум Стојанов е од овие краишта, играл кај мене, е значаен творец на македонскиот театар. Работата ние што ја правиме бара огромен труд и љубов. Во се бара љубов. Меѓутоа во уметноста, во филмот, како најзначајна визуелна култура денеска, било да е на телевизија или овде, бара многу голема работа и посветеност. И што е најбитно, познавање на своето. Препорачувам на младите да се вообразуваат, да го научат занаетот, да ја следат и да ја знаат македонската културна традиција, на својата татковина и да ја познаваат најповеќе македонската драмска и романескна и поетска литература. Затоа што литературата е на огромен спој и е од главните што го прави новата уметност, што се вели филм, било на телевизија, било
на филмот. Господ го создаде зборот преку човекот, ама тој збор во сликата треба да биде разбирлив. А ние веќе нема што да трагаме зад грбушките, имаме достоинствена и голема култура и голема литература. Од тука и филмот денеска во младите што доаѓаат иде со еден спокоен, но знаменит чекор напред. Sa